Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате: Збогум Буково има визија за училишта без отпад и 0 диви депонии во Охрид. Обвинение за Мерко за осветлувањето на Црн Дрим. Ке се подобрува велосипедската инфраструктура во општините. Пчеларите бараат од државата воведување субвенции во опрема. Штрајкови во Франција против плановите на владата за штедење и кратење на буџетот. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со ТВМ. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид по свежото и ветровито утро, во текот на денот превладуваше сончево, ветровито и топло време со максимални 23 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, четврток кон петок, ќе превладува претежно ведро, ветровито и свежо време со дополнителен благ пат на ноќните температури. Во петок над најголем дел од стариот континент ќе доминира поле на висок воздушен притисок, кој што ќе условува стабилно време со сончеви периоди и релативно топло за овој период од годината. Над британските острови, Скандинавија и во североисточна Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност со дневни температури кои што ќе бидат над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 25 до 31 степен. Во Македонија во петок уште едно свежо утро со утрински температури кои што ќе се движат во интервал од 4 до 14 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево, ветровито и потопло време со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 35 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 21 до 31 степен. УВ индексот ќе има вредност 6. Во Охрид во петок по свежото утро со температура од само 8 степени, во текот на денот ќе превладува сончево и топло време. Ќе дува засилен североисточен ветер. Максималната дневна температура ќе достигне до 26 степени. Во Охрид во сабота и недела по студеното утро и температура од 10, односно 11 степени, во текот на денот ќе превладува сончево и потопло време со максимални 27, односно 29 степени. Во понеделник ќе продолжи сончевото и надпросечно топло време. Утринската температура од 11 степени, додека пак дневната ќе достигне до 28 степени. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет.
Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Селектирањето на отпад не е комплицирано, но за нашето население е голема промена што подразбира менување на навиките, а училиштата се најдобрите места од каде треба да започне усвојувањето на добри навики и практики. Иницијативата Збогум Буково, во соработка со Охридски комуналец и силна поддршка од наставниот кадар во Охридските основни и средни училишта, спроведува активности за училишта без пластика. Од следната недела ќе започнат и со процес на мапирање и расчистување диви депонии и ги повикуваат сите граѓани да учествуваат. Училишта без отпад е визијата на граѓанската иницијатива Збогум Буково. Активистите, заедно со наставниот кадар од 7 основни и сите средни училишта од Охрид и во соработка со јавното предпријатие Охридски комуналец, започнаа со реализирање на програмата чија цел е поставување на одржлив и функционален систем за селекција на пластика, метал, хартија и ситен електронски отпад во училиштата. Селектирањето на отпад не е комплицирано, но за нашето население е голема промена, што подразбира менување на навиките, а училиштата се најдобрите места од каде треба да започне усвојување на добри навики и практики, вели Драгана Карашова од Збогум Буково. Имаме бројни активности вклучени. Идејата е екосекциите или некои други јадрени структури во училиштата како младински организации, например во средните училишта, да ги преземат, да ја преземат одговорноста за, да кажеме, дисеминација на информација која што ја добиваат за загадувачите, што значи пластиката како загадувач, зошто е важно да ја селектираме, што значи текстилната индустрија како загадувач и така натаму, и да ја пренесуваат на своите сокласници и да се грижат за колку тоа функционира, секако со наша помош и наша соработка. Планирани се и теренски акции како пошумување, садење дрвја во урбана средина, екопазарна облека и предмети од втора рака, подигање на свеста за загадувањето, потребата од зелени површини, потребата од алтернативни начини на транспорт и одржливи пракси во секојдневното живење. Децата секојаш многу сакаат, и малите и големите, па и ние веројатно, најголемите деца, многу сакаат да работат на терен, да ги валкаат раците, така кажано, и секоја активност која што е поврзана со теренско работење, особено во природа и со природата, со самата природа, дали дрва, дали цвеќиња, дали зеленчук, овошје со училишните градини, например, така натаму, тие уживаат во тоа. Се што ќе направи да бидат надвор во друштво, а со овие активности учат и многу, не само од практична причина зошто, да кажеме, ние мораме да садиме древа, што значи урбаното зеленило за сите наши градови. Паралелно со градење навики за селекција на отпад, треба да се напуштаат навиките за фрлање ѓубре по планини, ливади, речни корита и низ населбите, односно да престане создавањето диви депонии. Збогум Буково заедно со Охридски комуналец од следната недела ќе започнат со процес на мапирање и расчистување диви депонии и ги повикуваат сите граѓани да учествуваат. Апликацијата на младинската организација при
емуцот во Охрид, која што тие ја направија за мапирање на диви депонии, ќе ја ставиме во употреба, ќе ја вратиме на незината оригинална идеја, точно тоа што треба да биде. Ќе апелираме кон граѓаните и се надеваме дека со чистењето и со постојувањето на видеонадзор на тие најризичните места ќе ги стимулираме граѓаните да можеби не го фрлаат својот отпад. Повеќето луѓе, да кажеме, не очекуваат, не знаат дека има сервис од комуналното претпријатие. И најчесто така почнуваат, затоа и лобираме да се изгради собирен центар. Тоа, или така наречен рециклажен двор, тоа е обврска законска на сите општини. 30.000 на секој 30.000 население треба да постои еден собирен центар. Собирниот центар треба да овозможи место каде што ќе може граѓаните да однесат кабаст, градежен, зелен, електронски и други типови на отпад и каде ќе биде правилно селектирана, потоа специјализирани оператори треба да го превземат и пренаменат или продадат. Охрид има обезбедено место за изградба на собирен центар и се работи на обезбедување финансиски средства за негова изведба. Основното јавно обвинителство Струга поднесе обвинителен предлог за градоначалникот Рамис Мерко за злоупотреби при осветлување на коритото на Црн Дрим. Основното јавно обвинителство Струга поднесе обвинителен предлог против градоначалникот Рамис Мерко за кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување. Осомничениот во временскиот период од 1 април 2021 до 27 јуни 2022 година, како службено лице, градоначалник на општина Струга ги пречекорил границите на своите службени овластувања и склучил договор за изведување на осветлувањето на дел од речното корито на Црн Дрим, без претходно да обезбеди водостопанска согласност од Министерството за животна средина и просторно планирање. Со тоа и овозможил на избраната фирма изведувач да постави светлосни тела во водите на реката во должина од по 900 метри од двете страни на коритото. Обвинителството во текот на постапката презеде повеќе дејствија и обезбеди вештачење, согласно кое таквата инсталација од 300 светлински арматури негативно влијаела на режимот на водите, морфологијата на водното тло и хидробиолошкиот систем во реката. За изведба на проектот на правно лице од Струшкото село Мислодежда му биле исплатени 6.763.722 денари и за тој износ бил оштетен буџетот на општина Струга, информираат од основното јавно обвинителство Струга. Владата преку Министерството за транспорт реализира сет мерки за подобрување на инфраструктурата во општините со што ја подигнува безбедноста во сообраќајот и го унапредува квалитетот на живот. Во меѓувреме креиран е и нов правилник за проектирање и изградба на велосипедска инфраструктура во општините, истакна потпредседателот на владата и министерот за транспорт Александар Николовски. Македонија се приклучува кон најголемата европска кампања за подигнување на свеста за одржлив транспорт и подобрување на квалитетот на живот во градовите. Со националната транспортна стратегија на Министерството за транспорт за периодот 2018-2030 година предвидена е мерка за поддршка на поголемите градови за изработка на планови за одржлива урбана мобилност. Поддршката вклучува развивање на планови за одржлива урбана мобилност за градовите Струга, Кавадарци, Прилеп, Кочани и Струмица, во согласност со насоките за развивање и имплементација на планови за одржлива урбана мобилност на Европската Унија, истакна денеска подпредседателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски на конференцијата посветена на подобрување на урбаниот транспорт. Во Законот за јавни патишта предвидено и донесување на правилник за проектирање и изградба на велосипедска инфраструктура во општините. Во соработка со граѓанскиот сектор изработен е предлог правилник кој што ќе биде донесен во текот на следниот период. Целта на правилникот е унапредување на стандардите за велосипедската инфраструктура за да се зголеми безбедноста на велосипедскиот сообраќај. Пчеларите бараат повисоки субвенции. Државата дава поддршка, но поради помалите приноси и зголемените загуби тие сметаат дека потребна е поголема помош, односно воведување субвенции во опрема за мотивација на нови пчелари.
Пчеларите бараат повисоки субвенции. Државата дава поддршка, но тоа не е доволно. Особено последниве години во услови на значително намалени приноси и големите загуби, пчеларите велат потребна е поголема помош. Предлагаат воведување субвенции во опрема, што ќе биде мотивација за привлекување на нови, млади пчелари. Според нив потребно е намалување и на минималниот праг за аплицирање во ИПАРТ програмите. Помош од државата моментално имаме 10 евра по пчелно семејство, која до некаде сметаме пчеларите дека треба да биде повисока и воедно да се субвенционираат опрема за пчеларите, мотивација, тоа ќе биде за голем број на млади пчелари кои што сакаат да се започнат со пчеларење, да се намали воедно, апелирам, минималниот праг за аплицирање преку ИПАРТ програмите, бидејќи сега актуелните програми се минималниот износ за аплицирање 10.000 евра, да се намали на 2-3.000 како би можеле поголем број пчелари да аплицираат на таквите повици. Последниве години, за да ги заштитат своите имоти и да имаат право на обештетување, пчеларите се изложени до дополнителни инвестиции од типот поставување на електрични огради. Изминатата година се донесе закон според кој доколку настане штета од дивеч, не следува обештетување од државата и од тие причини пчеларите од оваа година веќе почнуваат да инвестираат во заштита на своите пчеларници, се поставуваат уреди електрични огради кои што не ги тепаат, туку ги одбиваат дивите животни, дивите свињи, најчесто мечките кои прават штети по пчеларниците. На местата каде што нема довод на електрична енергија од 220 волти, има можност да се инсталираат сончеви панели, така да целата инвестиција за околу 300 до 400 квадрати обезбедување површина за пчеларник изнесува околу 300 евра. Денес на територијата Охрид и Дебрца има околу 350 пчелари кои или од хоби или професионално се занимаваат со пчеларство. Трофеи за Теона Блажевски и Иван Котевски на 14-тиот интернационален Brain-o-Brain надпревар, кој се одржа во Швајцарија. Во конкуренција од преку 400 учесници од целиот свет, Теона Блажевски и Иван Котевски од Центарот за развивање животни вештини Brain-o-Brain при Црвен крст Охрид освоија 2 први места, односно највисоки признанија, трофеи на 14-тиот интернационален Brain-o-Brain надпревар кој се одржа во Клотен, Цирих, Швајцарија. Нашето 15 годишно искуство, резултатите од имплементација на Brain-o-Brain програмата и етаблираноста на нашиот центар во светски рамки ни дава за право со гордост да продолжиме да ги промовираме уникатните, проверени и ефикасни техники и вештини кои ги дава Brain-o-Brain програмата, имплементирани од високопрофесионални тренери со искуство во работа со деца и обучени според меѓународните стандарди за оваа програма, велат од Црвен крст Охрид. Инаку Општинската организација на Црвен крст Охрид годинава бележи повеќе јубилеи. 80 години од делувањето на организацијата, 10 години од меѓународниот аматерски театарски фестивал Вдиши театар и 15 години од работата на Центарот за развивање животни вештини Brain-o-Brain. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!